Без прекин, без ограничувања, без интерпункција, без мистерии, без тајни. Без точка. Добра вечер, почитувани гледачи, во уште едно издание на Без точка. Овој пат темата не е хуманоста како доблест, а јас и магистер Лидија Зорба сме во едно убаво, младо, машко друштво. Секој од нив на некој свој начин е поврзан со оваа тема за вечерва хуманоста како доблест. Впрочем, има ли нешто поубаво да се биде хуман, да се биде човечен, да се помогне таму каде што треба? Да почнам со ред. Значи, младиот, талентиран пејач Даниел Дан. Добра вечер за тебе. Добра вечер, Ната. Поздрав до тебе и до гледачите на Без точка. Со оглед дека досега учествуваш на многу хуманитарни концерти, сакаш да помагаш таму каде што може, никогаш не одбиваш кога ќе те повикаат на некој хуманитарен концерт. Секогаш кога имам можност, наистина ми е драго да помогнам. Меѓутоа, за се останато ќе разговараме во теков на емисијата. Така. Дарко Гавровски, Дарко. И сега многу ми е комплицирано да го представам Даре, затоа што има, кога ми кажа дека е истражувач на минатото на Тетово. Инаку е по професија правник, писател, има напишано 2 книги со интересни наслови, вака да не ги утнам. Многу комплицирано бе, Дара. Значи, тетовски древности, а во подготовка тетовски дијалекти, нешто подоцна и на дијалекти ќе си проговориме, а сега ќе се обидеме, нели, литературно македонски да промовитиме. Но, не е само тоа, јас велам многу работи. Најдобар промотор на Република Македонија е личност на годината на град Скопје, автор на на Тетова. Се извинувам. Значи, автор на еден веб-сайт, зашто многу од овој крај те поддржува, со оглед дека преку овој веб-сайт поддржуваш многу хумани мисии, организираш, помагаш околу вработувањата на тетовчани, но не и само тоа, пред само неколку недели се одржа еден хуманитарен концерт кој што беше за помош на еден фудбалски клуб, фудбалскиот клуб Љуботен од Тетово, кој што обстојува долги години, а токму ти си тој кој што заедно со други хумани луѓе се обидувате да помогнете за да опстане овој фудбалски клуб. Благодарам за најавата и чест ќе ми биде да продискутираме за сите овие проекти кои ги работам за мојот град, за Тетово, и новите книги кои се во подготовка, и песни, и интернет страницата. Јас заборавив дека си пееш покрај тоа. Па што не више? Јас го љубим Тето. Тоа е една Ја го љубим Тето. Ја го љубим Тето, еве гледаш да заборавам на тетовскиот дијалект нагласот, кој што има многу посети на YouTube и многу пофалби имаш токму околу оваа песна, станува хит. Па станува веќе химна на Тетово и на тетовчани. Тетовчани буквално можат очи да извадат некому за таа песна. Веќе се пушта и по свадби, се пушта еве и од иселениците низ светот, што се тетовчани, особено во Детройт. И тоа е само еден дел од тоа што го работам за Тетово. Мислам дека секој еден што го сака својот град треба да гледа да придонесе некако за својот град. Сите ние помалку кога би придонеле, Македонија би била многу поубаво место за живење. Јас го правам тоа што мислам дека ми е должност да го правам, должност и пред моите предци кои живееле во Тетово, должност и пред самиот себе. Едноставно чувствувам дека треба да го направам тоа за Тетово. Магистер Лидија Зорба, не треба многу да ја представам, со оглед дека е дел од Без точка, веќе емисии наназад. Хуманоста како доблест, колку денеска сме хумани, колку сме човечни, колку некои забораваат едноставно да бидат хумани, да помогнат таму каде што може. Во оваа трка со времето во последно време, забораваме ли на човечноста и тоа што значи хуманост како доблест, како некоја највисока човечка особина? Многу често да. Меѓутоа, мислам дека повеќето луѓе, барем околу мене, и тоа како знаат што е хуманост, и мислам дека така и се однесуваат во речиси секој чекор од нивниот живот. И еве, особено ми е задоволство да кажам дека
благодарение на тебе и на емисијата Без точка, јас си дадов шанса и добив шанса во организацијата Борка да работам волонтерски и веќе со месеци таму работам волонтерски со жените кои што имаат проблеми предизвикани од ова се почеста болест, така што тоа и лично и професионално ме збогатува и секому кој што е професионалец, па макар и не му препорачувам, ако има можност, ако му дадат шанса да работи волонтерски, зашто многустрано се враќа. Така. Со Кристијан Шопов, инаку магионичар, иако економиста по струка, студент на економија, така да го кажем, условно кажано. И син на маестро Шопов, кој што јас лично многу го почитувам и го поздравувам во оваа прилика, имаме една заедничка мисија со оглед дека емисијата Без точка, емисии наназад поддржува една хумана мисија заедно со британската бизнес групација и британската детска академија со заеднички сили да се помогне да се реновира интернатот за деца со посебни потреби Светина Омохриски од Скопје. Кристијан исто така е вклучен во оваа мисија. А имаме исто посебен повод со оглед дека на 15 мај ќе се одржи фестивалот на Илузија, кој што е хуманитарен фестивал и за прв пат се одржува. Така, значи изминатите години додека британска бизнес групација и британска детска академија организираа хуманитарни настани со цел да го реновираат центарот што го спомнавте. Јас бев поканет да учествувам како гостен, како магионичар кој што ќе изведе, ќе има своја точка, свој настап и решив тоа ме поттикна бидејќи гледам како луѓето работат хуманитарно, организираат настани со цел да им помогнат на другите, си реков како би можел нешто свое да направам, да организирам јас, каде што би можел да се вклучам во таа акција. И затоа дојдов до идејата да организирам фестивал на Илузија во Македонија, кој што ќе се одржи на 15 мај во Универзалната сала. И се морам да те пофалам со оглед дека присуствував на хуманитарниот бал за Валентајн, за денот на влюбените и изедуваше еден перформанс, така да го наречам, кој што само го може Дейвид Коперфилд и нашиот Кристијан Шопов. Беше спектакуларно. Ти благодарам за убавите зборови. Со истиот тој перформанс ќе настапам и во Универзалната сала. Ќе исчезнам од еден дел на сцена, ќе се појавам на друг, ќе се појавам на сцената. Може ли Кристија да направи вечерва ние да исчезнеме за на едно 5 минути од емисијава? Може по емисијата, бидејќи сега треба да збориме за хуманост, затоа да им дадеме треба да им дадеме поттик на гледачите како и тие ќе можат самите да организираат некој хуманитарен настан. Тоа е, впрочем, треба да биде и целта нова емисија. Не ние да збориме за нашата хуманост, туку да им покажеме како секој од нив може да се вклучи и да си направи некоја своја идеја која што потоа ќе може да дојде овде и да презентира. Значи, драги мои, не случајно овие луѓе се вечерва со нас, тие си се хумани, на свој начин помагаат таму каде што може. Да подсетам дека Без точка помага на општеството. Тоа телефонските броеви на Кајрон на кои што вие може да донирате средства со кои што може да се помогне на интернатот за деца со посебни потреби Светина Омохриски од Скопје. Значи, заедно помагаме со Британската детска академија и Британската бизнес групација во Македонија. Нема побаво чувство од чувството да се биде хуман и да се помогне. Инаку Без точка не е Без точка ако нема добра музика. Имаме интересни пејачи за оваа вечер. Ќе започнам со Даниел, кој што ќе ни изведе нешто најново од неговото творештво, така да го наречам. Тоа нешто од последниот период. За почеток ќе слушнеме баладата на некој друг. До крајот на емисијата гледачите нели ќе имаат можност да чујат мојата најнова песна. Даниел повеле. Благодарам. Во сози нераздени, бескрајна болка и спомени. Надежта мигам да исчезне, љубовта леќе за се. Ти се ми даде, јас зедов се. Значиш, не
без плачење останав со сузите. Доцна е доцна за се. На некој друг, на некој друг му дадов се што имав јас. На некој друг, на некој друг. Не знаев да те сакам, сега Исчезна меѓу север и југ, останав јас во магепсан круг. Видали живот за тебе знај, зошто ли јас постојам. Не знам да продолжам сам. Безкрајни топли ноќи, сега само во сон те имам пак, сакам да заспијам. Знаев да те сакам, сега умирам. Одличен настав на Даниел, честитки, прекрасна, прекрасна песна на вистина. Допада. Навистина сум среќен јас што имав можност да имам една ваква песна, која што ќе изминативе месеци навистина многу се врти по радија, иако е од септември се уште е актуелна и да речеме еден од моите најдобри песни кои што верувам дека ќе останат и понатаму. Даниел, како ја доживуваш хуманоста, човечноста како доблест? Нели тоа потекнува и од домашното воспитување? Можеби родителите се тие кои што ни наметнуваат некои вредности преку воспитувањето, да бидеме човечни, да бидеме хумани, да помагаме, доколку можеме. Поверувам дека така, не само за хуманоста, за сите останати работи. Пред се си започна од семејството, па понатаму и образованието, а воедно и друштвото кое што функционираш секојдневно. Хуманоста за мене. Во секој случај, значи, јас сум од оние кои што навистина сакаат да помогнат кога можат. Можеби најчесто претпоставам дека голем дел од народот, од луѓето, и немаат толку можност да помогнат колку што сакаат. Така да, за жал, се следува повеќе на сакање колку на можење, меѓутоа секоја мала трошка надеж или мала трошка потик да се направи нешто, за некој може да значи многу. До сега сигурно си имал многу понуди за учество на хуманитарни концерти. Дали некогаш имаш одбиено
некое присуство на ваков До концерт? сега не сетам Имаш ли дека евиденција има- на колку процент? Немам, не ни сметам дека е потребно тоа да го правам. Присуствувам секогаш кога можам, кога значи ми дозволи времето, доколку во даденото време, да речем, немаме договорено нешто поинако. Се случи пред Нова година да го имам својот прв, ајде да речем, мини концерт самостален за едно детенце на кој што ми беше потребна помош и морам да признам дека навистина убаво се чувствував. Тоа беше само еден мој настап, нешто јако што го правам, значи да речем во текот на неделата неколку пати, нели, моите настапи, тоа е мојата работа, и еден настап да издвојам за некого, мене воопшто не ми е проблем. Пак ќе кажам, не сме ние се уште од оние кои што имаат можеби нели многу средства за да располагаат со нив и за да помагаат секому, меѓутоа во дадена прилика мислам дека на никога нема да му штеди да одвои дел од онако што он го има. Така. Дарко Гавровски. Гавро е легенда во тетово, така кажат. Немој даре само да се вообразуваш од вакви комплименти. Иако ќе проговориме за тетовските диалекти, да кажам дека Кристијан Шопов и на Кокоринтите ги води од Струмица, па така што и по струмички малку ќе промоабетиме во Без точка. Мораме нешто и во струмички. Ете така подготвен ти е Кристијан. Пред да спомнам за тетовските древности, што беше поводот, идејата за мислата твоја, со глед дека си правник, нели, по професија, да кажам за последното што се случуваше за овој хуманитарен концерт, за да се поддржи фудбалскиот клуб Љуботан. Па така една од многуте акции кои ги имав до сега, последната која беше најактуелна пред скоро една недела, беше хуманитарен концерт за спас на фудбалскиот клуб Љуботен, кој не е каков било фудбалски клуб. Тој е најстариот фудбалски клуб во Македонија, еден од трите најстари на Балканот. И беше, до мене стигна информација дека веќе пред колапс е клубот, веќе и по вести одеше таа информација дека буквално пред колапс, пред распад, формиран е клубот 1919 година. И реков, ако ние бидеме генерација која дозволиме во 2011 денеска да пропадне клубот, таква една историја да пропадне, значи ќе не осудат идните генерации ако ништо не преземеме. Токму затоа отпочнав иницијатива заедно со раководството на фудбалскиот клуб за организација на концерт во Тетово, и тоа беше Made in Тетово концерт. Беа сите значајни имиња од естрадата на Тетово во Домот на културата во Тетово, од градскиот хор Менада до балетско студио Менада, Чешич шоу, актерска дружина Верче Пандиловска, Ристе Тевдовски, Магдалена Цветковска и уште многу други имиња. И тоа беше едно двочасовно шоу во кое стварно дамна се нема десено во Тетово, последните 20 години се нема случајно, значи беше една тетовска златна буамара која ја организиравме и беше целта не само да се соберат пари за фудбалскиот клуб, повеќе целта беше да се подигне свеста и кај обичните тетовчани и кај луѓето кои одлучуваат за тие работи дека тетовчани така лесно не го даваат тој фудбалски клуб, кој е еден од брендовите на Тетово, покрај тетовското тавче, гравче, шарената џамија, Лешучкиот манастир, во спортски аспект, тој фудбалски клуб е гордоста на Тетово, сите тетовчани се гордеат. И нешто што беше интересно е што започнавме иницијатива токму на тој концерт, и еве трае таа иницијатива се уште, иницијатива каде што собираме петиција од тетовчани за прогласување на фудбалскиот клуб на Љуботен за културно наследство на Република Македонија. Како што се културно наследство не се само ѕидини и камења, културно наследство прогласено е и Вевчанскиот карневал, Галичката свадба, така да се прогласи со закон да биде заштитено и фудбалскиот клуб Љуботен како културно наследство на Република Македонија. И еве веќе таа акција тече, се собираат потписи, се надевам дека ќе успееме за да не дозволиме тој фудбалски клуб да згасне и за идни генерации понатаму да го имаат како гордост на Република Македонија, зашто е фудбалски клуб кој го има измислено фудбал во Македонија, прв фудбалски клуб во Македонија. Така да помина се во најдобар ред, имаше доста голем одзив на тетовчани на тој концерт и мило ми е што го организиравме. Понатаму продолжуваме и со други активности. Еве сега организираме и други активности. Ќе бидам исто така во протоколот на тетовски хорски одзиви, кои ги организираме сега 14 и 15 мај, повик до сите ваши гледачи и до граѓаните на Република Македонија да бидат гости во Тетово сабота и недела 14 и 15. Од 20 годишнина е од овој 20-тиот, зашто е биенале, јубилеен веќе, значи, концерт на тетовски хорски одзиви, каде што ќе има настапи од хоровите од цела Македонија, не и од странство, значи меѓународен
хорски фестивал, еден од најстарите во Македонија и нешто што става печат за Тетово како хорски град, зашто Тетово имало уште во 19 крајот на 19 век хорови, бил градот на хоровите. Во едно време во 20-тите години имало дури и 6 хора во исто време Тетово активни и еве таа традиција продолжува во Тетово. Ме интересира следниот момент, сите ќе ве прашам, а потоа магистер Зурба ќе ми даде коментар на следно, значи колку домашното воспитување влијаело Дарко Гавровски да биде личност како што е денеска, да биде хумен, да може да помогне таму каде што треба. Тук дека на твојата веб страничка често се забележуваат, често ја посетувам, морам да признам, сите оние традиции кои што ги има, јас би рекла, не знам за некој друг град кој што знае да го источен петок Балаклија да го празнува и редица други такви традиционални празнувања, обичаи кои што се негуваат. Значи домашното воспитување колку придонело Дарко Гавровски да стане ваква личност каква што е, зашто нели говорат и наградите, нели без промотор на Македонија. Па влијаат исклучително. Јас и мојата книга прва ја посветив, велам таму на мојата мајка Маргарита и татко Трпко, кои ме научија како се сака Тетово. Они ме научија на тие работи, они ме научија на доблестите, да се помогне на другиот, да не се сврти грб, да му се подаде рака на човека, образот да биде најбитен, образот кај човека дека е најбитен. И тоа што ќе го ставиме со нашиот труд, тоа ќе не обележи понатаму. Јас сум воспитан во таков еден дух. Јас сум благодарен на тие вредности што они ми ги преточили и мислам дека од тука е потоа целата она иницијатива кај сите нас да се направи нешто и како што напомена исто ти, тоа е преточено денеска и на мојата веб страница gavro.com.mk, каде што едно од не знам дали другите градови имаат таква страница, каде што е буквално посветена само за Тетово, каде што се тетовските прекари, стари тетовски лафови по тетовски. Потоа приказни за старите песни како настанале. Најразлични акции, исто реков, како што напомена ти Рената, адетите тетовски, како се празнува Великден во Тетово, Балаклија празникот, Божич, Бадник во Тетово. Сето тоа е ставено не за другото. Како што напомена и Кристијан, тоа не го правиме само за нас, тоа го правиме за да поттикнеме некого исто да направи нешто повеќе за Тетово. И да направи нешто за својата околина. Јас сум решил тоа да го направам за мојот град, заради тоа што идеја ми беше главна, преку глава ми дојде од тој печат што го има Тетово за војната од 2001. Тетово има и многу убави работи. Не се да говориме за многу убави работи. И 100 да се црни, ајде да збориме за една убава работа. И ајде да ги представиме тие убави работи пред сите други. Нека не знаат и по убави работи. Особено и тетовчаните сакав да ги научат тие приказни, са пред другого да ги кажуваат, да се гордеат со тие приказни, дека имаме нешто со што можеме да се гордееме, со традиции, со адети, со најубавиот дијалект тетовски наш, каде што ете... Добро, тука Кристијан ќе каже струмичкиот дека не е за подценување. Па не знам, мене ми е тетовскиот најубав. Кристијан, колку твоите корени, твоето семејство влијаеше, слушам дека твојот татко е музичар. Како се случи Кристијан да стане магионичар? Имам предвид дека твојот идол во животот е токму Дејвид Коперфилд. Замислуваш можеби еден ден да го надминеш и него. Како се случи да тргнеш по тој пат и колку твоето семејство влијаеше да бидеш ваква личност каква што си денес? Така, да почнам прво од корените. Струмичките корени. Так. Мора да напоменам дека татко ми е од Струмица, мајка ми е од Србија, од Кикинда, така да сум пола-пола, не сум 100% струмичанец. Така. Колку е важно домашното воспитување. Мислам дека тоа е пресудно во развојот на една личност, бидејќи на почетокот, додека сме се уште деца, кога се уште не сме свесни за светот околу нас и што е добро, што лошо, родителите се тие кои што треба да ни го покажат вистинскиот пат. Сега, доколку ни го покажат вистинскиот пат и зачекориме по него, потоа е веќе наша одговорност дали ќе продолжиме да чекориме по него или нема. Значи, јас сум многу благодарен на мајка ми, која што е многу заслужна во мојот живот, која што ме научила на патот на вистината и на добрината. Второто прашање беше... Ете, како влијаат твоите родители за тоа што го одбрат? Како... Так.
Значи, Да бидеш магионичар. како мал, ностоп бев обкружен со уметност, со музика, израснав во театар на представите на татко ми кој ги диригираше и мајка ми исто така работи во балетот. Морам да признам. Благодарам. Но кога сте со нешто премногу обкружен, наеднаш се заситувате од тоа и повеќе не ви е предизвик, не ви е интересно и токму поради тоа најверојатно и не се занимавам со музика. Имам дома клавир, но не знам да свирам, имам хармоника, не знам да свирам, бидејќи Можеш клавирот да го претвориш можеби во нешто друго. так, може да го исчезнам, да. Така, може да се претвориш во Секој пат, свирач. да. Секој пат е предизвик тоа што е неоткриено, мистериозно, зацкриено, што е некаде далеко и што не можете да го дофатите. И магијата која што ја здогледав на телевизија уште како дете, од прв пат ме плени бидејќи е нешто невозможно и од тогаш се роди таа желба да се осознае тој свет, како се прават сите тие чудни нешта. И тоа беше главниот поттик што ме привлече да се занимавам со илузионизам. Како се наметна идејата за фестивалот кој што ќе се случува нели на 15 мај со оглед дека прв пат имаме такво нешто во Република Македонија? Идејата беше, како што спомнав на почетокот, дека неколку пати учествував на хуманитарните настапи на Британска бизнес седница и Британска детска академија. Во месец февруари, на 11 февруар, во Александар Палас настапив со 3 големи илузии, се појавив на мотор, исчезнав шапка. Спектакуларно беше, морам да им открија. И се роди идејата зошто истиот тој настап да не го споделиме заедно со гледачите, со публиката, со пошироката јавност, да можат сите да дојдат и да ги видат тие точки. Потоа решив да не бидам само јас на сцената, туку да има повеќе гости од Македонија магионичари, така да ги поканив сите оние кои што се занимаваат со уметност да повелат, да се представат пред јавноста, можност сите заедно да настапиме и да ја популаризираме ова уметност. Па тогаш се надобрази идејата зошто да не повикаме гостин од надвор, така да го повикав Игор Трифунов, некој двократен балкански првак во магионичарство, добитник на 2 гранд прија во Балканот и второ место на европско такмичење и така коцките се надоврзува и на крај се случи 15 мај да имаме фестивал на илузија во универзална сала кој што е од хуманитарен карактер. Каде можат билетите да се набават за овој? Билетите се на продажба на касата на универзална сала. Ете така, значи сите кои што сакаат нешто вако спектакуларно да проследат имаат можност навреме да си обезбедат билети. Ние ќе погледнеме и магија, но претходно да слушнеме магистер Зорба, значи колку родителите, колку домашното воспитување може да не направи да бидеме похумани, почовечни, еве од досега кажаното е и на психолошко видување. Нема подобар видување. пример од личниот пример, а првиот пример кој што детето го гледа е примерот кој што го даваат неговите родители или барем оние кои што се грижат за него, значи неговите старатели. Во таа смисла хуманоста е нешто што се учи од мали нозе. Меѓутоа постојат и моменти во животот во кои што луѓе кои во еден период во животот или во речиси целиот нивен изминат живот не биле хумани. Меѓутоа им се случиле моменти после кои веројатно сваќаат што значи да се биде хуман. Обично тоа се луѓе кои што функционираат макијавелистички, сметаат дека целта секогаш ги дека целта секогаш ги оправдува средствата. Тоа се луѓе кои што вообичаено се представени како прототипови во ликови на кариеристи, во ликови на луѓе кои што минуваат преку се, не се вртат зад себе да го реализираат во животот она што го сакаат. Меѓутоа, многу често во животот на овие луѓе и покрај тоа што навидом изгледаат многу успешни, се случуваат моменти после кои тие самите сваќаат и чувствуваат колку хуманоста представува доблест и колку таа представува богатство за самите нив во секоја смисла на зборот. Затоа што хуманоста почнува тогаш кога човекот со своите дела, со својата акција и со своите зборови го надминува личниот интерес. Ние не можеме да зборуваме дека сме хумани ако секогаш работиме само за себе. Меѓутоа, базично за да некој биде хуман кон
луѓето или кон останатите живи суштества на светот е базично да биде хумани кон себе. Затоа што речиси е невозможно да се сака некој друг или нешто друго ако не постои љубов кон себе си. Така што и да се вратам на базичното прашање колку семејството е битно или колку родителите се битни. Па битни се ако тие вистински го сакаат нивното дете. Значи не само на зборови и не само со купување на материјални нешта, туку ако вистински преку своите дела и преку своите зборови му покажат љубов, бидат хумани кон своето дете, тогаш е сосема нормално и природно детето да се развива во една личност која што она што го примило во своето детство, едноставно го зрачи, го дава кон својата најблиска околина, па и многу пошироко. Лиде време за магија, има нешто така црно тука, што тоа? Значи само да најавам дека веднаш после овој настап Дарко Гавровски нека се подготви за тетовската химна. Кристијан повели, ајде изненадина. Така е. Не е страшно? Не е ништо страшно, Добро. иако изгледа вака мистериозно. После неколку секунди јас сум Да се подготвиме. Нема ништо страшно да ви се случи. Целта со овој трик ми е да објаснам на гледачите што е тоа илузија. Значи, најчесто е дилемата дали постои магија или е илузија. Значи, сето тоа што го прават магионичарите е илузија, а илузија е нешто што гледаме, на тоа не е вистина. Нашите сетила не се совршени, така што можат лесно да бидат измамени. Тоа што ќе го покажам сега е трик со млеко. Значи, имам еден бокал со млеко и весник. Млекото ќе го истурам натре во весникот, а потоа ќе се послужам. Мора да бидеме брзи, бидејќи ќе истече целото млеко. Сега потребна ми е ваша помош. Добро. Да правите едно магично движење, да. Чири. И видовте дека млекото го ставив натре, правивте волшебно движење, но всушност сето тоа беше илузија, бидејќи јас не ставив ништо во весникот. Немам коментар. Е джингл и Даре веднаш да се подготви за настап. Ja go ljubim teto, tuje mi je srce von, koga ja sum teto, na dušava ubo, ja go ljubim teto, ja go ljubim teto. Ja od sad malo, ti od potok malo, Či mi dade i šaret, ja će dojdem na večer, da ti pojem dejče pod penđer, da ti pojem dejče pod penđer. Niz kafičik pobegni, Naťuše to dojdi mi, oči ja da isplaknem, nogu ja te isunem, da mi projde merak za tebe, da mi projde merak za tebe. Na pazar će idem ja, pravo gorna čaršija, da ti kupim kadife, tursko zlato prstenče, da te verim tebe za mene, da te verim tebe za mene. Dva prestarašeta, maluna kaj pevčina, pobavčete jabuće, na čardaci sardunje, teferici brajevte, teferici brajevte. U petok će dojdem ja, da mi braješ tava gra,
somunat, gorko kafe, slatko tunja, kako paša da me prečekaš, kako paša da me prečekaš. Na ljubav tejčinja ima samo ovdeka, ala mi je naruče te crvenilo na buzete, doterani i da sve teka, doterani i da sve teka. Koji go nećete to da pukne od krskalo, za jedan stambol, dva soluna, nego da odte to, ja go ljubim, eto. Ja go ljubim, moje teto. Морам да го кажам коментаров на магистер Зорба, кога ја гледавме магијата, вели колку би било убаво кога вака преку една магија како што исчезна тоа млеко кое што го снема, да исчезна сите проблеми на луѓето и сите луѓе да станат со широко срце, хумани, да нема војни ни светот, да нема лоши работи. Ве знаеме пред известно време каква трагедија се случи во Јапонија, како тие луѓе се случија со суровоста на природата. И впрочем, тогаш се гледа и колку останатите луѓе се хумани, се човечни, сакаат да помогнат на луѓе кои што се случија со такви неубави работи. Може ли да направиме со магија да исчезнат проблемите на луѓето, сите да бидат посречни, почовечни, подобри? Може, затоа сме ние тука, но тоа нема да го направиме со магија, ниту со илузија, туку ќе го направиме вистински, со тоа што ќе им посведочиме на другите како треба да се однесуваат и како треба да постапуваат. Потоа, луѓето кои ќе видат дека некој прави нешто добро и тие ќе почнат да го прават истото. Јас велам, ако не можеме да помогнеме, тогаш да не одмогнеме, но што се случува со луѓето? Не е ли убав гестот кога можеме да помогнеме на една бабичка, нели да премине преку уличката која што едноставно не може, или да испазариме ако истото не може да го направи, или еве овие хумани мисии ние кои што ги правиме да помогнеме на дечињата кои што едноставно или се без родители или се соочуваат со некои проблеми. Зошто луѓето позабораваат да бидат човечни? Каде се изгуби она суштинско, оние човечки вредности кои што не тераат, нели религијата ни налага да помогнеме, да бидеме добри, да бидеме човечни? Прашањето е одлично затоа што засега најдлабоко во човечката природа, именно за да некому помогнеме, треба да се чувствуваме моќни, силни, да дадеме помош. Треба да имаме нешто што можеме да дадеме. Значи, не само, обично се вели голем хуманитарец, тој богат човек подарил толку пари, подарил таква опрема и така натаму. Меѓутоа, секој од нас има свое богатство кое не се мери со валута. Така што, ако базично човек се чувствува моќен, силен, духовно богат, тогаш и ќе чувствува потреба нешто да даде, да го подели тоа што го има со некој близок, со некој кој е до него, кој е во ситуација да му е потребна помош. И затоа создавањето на чувството кај децата, па дури и кај возрастните, па дури и кај еден народ, дека тој е силен, дека е моќен, дека располага со духовно богатство, не само материјално, иако и тоа е битно. Значи, тоа базично чувство е пресудно за тоа дали некој човек ќе сака да подели нешто со некој друг. Ако некој се чувствува бедно, јадно, сиромашно, нема ништо, ако нема самодоверба, ако се чувствува безвредно, обично и нема чувство дека има што да подели. Обично чека некој нешто да му даде, чека некој друг нешто да направи за него. Така што и
хуманоста, односно желбата и потребата на еден човек да помага, да биде хуман, да биде добар, да прави нешто што ќе им го подобри животот на другите, базично произлегува од тоа што тој се чувствува добро сам со себе. И битно е тоа чувство да се гради од најмали нозе. Интересира момент, ситуација, некоја хумана мисија која што е некоја човечност, хуманост, која што Дарко Гавровски го направила потоа така исполнен, среќен, тоа чувство кое што се чувствува само по откако нешто сме направиле некој добро дело. Па тоа најчесто после такво едно дело се чувствуваш исполнет, но не е хумано кога го споделуваш после ако се фалиш со тоа дека си го направил. Тоа веќе не е хумано. Тоа го правиш од други побуди. Едноставно или го правиш или не го правиш. Точно дека исполнува. Јас сум имал случаеви каде што сме помогнале и на опожарено семејство во Тетово, каде што заради тоа што имам пристап, имам тетовчани ме знаат, ме читаат често и на Facebook, имам група од 3.500 души, го љубим Тетово се вика, каде што буквално нон-стоп секој ден има некои нови настани. И џабе јас да имам таа група ако не можам да помогнем нешто со тоа. Така да имаше случаеви во 3 наврати каде што буквално апелирав јас преку таа група за донирање на крв, што им требаше хитно на луѓе, вика Гавро пушти веднаш информација, ни треба подхитно крв. И имаше случаеви каде што за половина час се јавија 5-6 души од тие 3.500 секако ќе се најде. Така да таквите ситуации кога знам дека имало корист од сето тоа, ме исполнува. Знам дека има цел сето тоа што го работиме. И не мора потоа некој да рече фала, не мора потоа некој да рече убаво на душичка да убаво на душата. Тоа го правиме најчесто за самите себе. Не мора никој да рече после тоа фала или благодарам или тоа едноставно е немерливо. И сега бргу читав и статистички дори е мерено дека оној кога човекот дава многу повеќе е исполнет бенефитиран него кога прима нешто, кога зема нешто. Нема поголема величина од тоа да се даде некому, да се поможе, да се пружи рака кога е најтешко. Ако не друго, тие луѓе во некои ситуации можеби им е тешко да се поразговара со нив, па ќе се постигне барем некоја цел, ќе им те даде самодоверба, како што рече колешка. Ме интересира, Даниел, има ли некој лик кој што ти е така и дол, кога е хуманоста, човечноста е во пражање? Постои ли некој таков лик на кој што така се воодушевуваш? Не знам дали би издвоил некој посебно. Ајде би рекол во случај моите родители, затоа тоа што сепак се потекнува таму. Знам дека секојаш ми вчера што и пред малку кога разговаравме сите овдека. Што и да правиш во животот, што и да целиш, никогаш не гази преку други луѓе. Секогаш прави го на кој што на тебе ќе те одговара, меѓутоа на тој начин да не породиш никого, во случај кој што би ти се нашал на патот, без разлика. Знаме дека во многу случаи има различни луѓе. Во секој случај хуманоста, не знам, ја дори понекогаш ми е навистина непотребно да се разговара толку во хуманоста. Секогаш велам дека хуманоста е нешто кој што човекот едноставно по природен пат го поседува во сам себе. За жал, во текот на годините самото општествен напредок, развивањето како индивидуи направи да имаме чувство дека треба да бидеме условно кажано подобри од некого. Знаеш, кога би се изолирале сите тие останати работи, сите сваќаме дека сме еднакви и дека најбо би ни било без никакви материјални богатства, без никакво дека јас морам да бидам подобар од тебе и на тој начин да те газам, да не ти помагам. Не знам, се надам дека ме разберете. Цел да се стигне до целта, некои макиавелистички теории. Убаво. Тоа мислам дека е само заради општествената страна која што мислам дека све руши. Знаеш, кога би останале во планина, да речем, мислам дека со многу работа не би се замарале и би биле многу поблиски, многу покомпактни како заедница, многу да работиве не би ни пречеле, би живееле средно и би се помагале едни на други. Даниел, ќе замолам за уште една музичка номера, за убаво едно расположение во Без точка. Повеле. Што и да кажам, што и да сторам, љубовта ме гони. Нема да кријам, вистина зборам, на душава ми стои. Не можам да дишам,
кога не си крај мене. Сакам да си тука, во време или не време. Се што ми треба, тоа си ми ти. Пролете снег и топли дождови. Без тебе сум во пустина со ветрови. Се што ми треба, тоа си ми ти. Моето срце тебе те бара, нема ни дилема. Долетуваш нагло и брзо си одиш, повторно те нема. Не можам да спијам кога не си до мене. Безкрајно ми требаш, во време или не време. Се што ми треба, тоа си ми ти. Пролета снег и топли дождови. Без тебе сум во пустина со ветрови. Се што ми треба, тоа си ми ти. Тоа си ми ти. Без тебе сум изгубен и сам. Јас ко ден тоа го знам. Секој дел од мојот живот тебе ти го предавам. Се што ми треба, тоа си ми ти. Пролете снег и топли дождови. Без тебе сум во пустина со ветрови. Тоа си ми ти. Се што ми треба, се што ми треба. Ти си тоа што ми треба. Се што ми треба, се што ми треба. Без тебе сум во пустина со ветрови. Се што ми треба, тоа си ми ти. Тоа си ми ти. Прекрасен настап на Даниел. Мене ми се допаѓа што Даниел е така едно скромно дете, јас би рекла, нели за мене, нели дете. Ето имам една заедничка пријателка, дека случајно го открив, иако е популарен нели преку фестивалите, и навистина посакувам да биде и понатака вака скромен и успешен и човечен и хуман и понатака. Благодарам. Кариерата и успехот да не те смени во животот. Тоа е мојата така. Мислам дека нема да ме сменат. Само заради тоа што не гледам на сето ова како на популарност. Едноставно сакам да пеам. Ја сакам музиката. Тоа е тоа. Еве една благодарност за гостувањето во Без точка, во Центарот за убави на Емпајер, кој што исто така има убави пакети за младите, за матурантите, нели? Исто така, ваков подарок за релаксирачки третман, значи убава масажа во Центарот за убави на Емпајер на Даре, една порака до гледачите како да бидат почовечни, похумани и едно рефренче од една убава тетовска песна, така за шлакворд бомбона за крај. А прво за како да бидат похумани, едноставно да го слушаат срцето, не разумот и да не ја гледаат целта после што ќе биде од тоа. Едноставно да го прават тоа што чувствуваат дека ќе им користи на другите.
некои други луѓе или некои идни генерации тоа ќе го ценат секако. Така да не мислат на исходот. Едноставно од срце да го работаат тоа што го работаат. Рефренчето. Рефрено тетовска песна, па може би срце ме боли, ќе умрем, јанду мама, од мерак затрпана, од мерак затрпана. Штета да знае вака да пием, да се придружам во еден дует. Кристијан, исто така убав подарок од Центарот за убавина Емпар. Блиц, значи, како да бидеме почовечни, похумани? Сите ние во животот бараме од Творецот, од Бога, да имаме здравје, среќа, напредок во кариерата. Па редно е нешто и да дадеме, не можеме само да бараме, да земеме. Затоа би им порачал на гледачите да бидат хумани, да даваат, бидејќи тоа е целта во живот, да им се помогне на другите. Магистер Зорба, можеме ли да бидеме човечни и хумани доколку сакаме? Значи, која е формулата за Хуманоста е така? практична работа. Значи, можеме да бидеме хумани и во мислите, меѓутоа ако тоа не се преточи во пракса, во конкретна активност, тогаш ништо. Затоа луѓето нека бидат практични, нека својата хуманост ја покажат во дело, там секаде каде што можат. Благодарност до Кристијан. Ги повикувам сите да поидат на овој фестивал на илузија. Благодарност до магистер Лидија Зорба. Благодарност до Дарко Гавровски Гавро и понатака да биде без промотор на Република Македонија. Благодарност до Даниел и многу успеси за понатака и благодарност до вас што бевте пријатели вечерва заедно со нас во Без точка. Ве поканувам и наредната сабота да бидете со нас на гледање и на крај ве поздравам повторно со Даниел. Сакам да можам од мисли да те изфрлам. Добро ме знаеш, не сакам да губам. Нека ми нема баш лесно да се откажам. Гледај и види колку јас ти нудам. Немој така да ме игнорираш. Стојам тука, можам да ти бираш. Дај ми шанса, побрзо ќе сватиш дека сум злоден. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Знај сега, од мене ти да избегаш. Не знам јас добро и зошто ли се чудам. Ти реагираш кога се повлекувам. Кај тебе палам кога не се трудам. Знај јас сега, сакаш да се играш. Добро знаеш, предноста ја имаш. Дај ми шанса, залудно негираш. Зошто сум слободен, да јас сум слободен. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Да те сакам, да те имам, да те чувам. Let's get this party going, and it will be alright. Just keep the rhythm grooving, just up to the morning light. Let's get this party going, and it
will be alright.